Пред некој ден тука беше во салата одржана комисија за финансии и буџет на општина Битола, на која беше присутен директорот на јавното предпријатие Паркинзи. И тука присутните советници го прашавме неколку прашања директорот, ама директорот најверојатно не сметаше дека треба да добиеме одговор. И колегата Чулаковски го праша и претседателката. Го прашавме дали билетот од 50 денари ќе ги покрие трошоците. Каде ќе се полни вовчето Мечо, колку ќе чини полнењето. Зошто, најважното прашање беше, зошто на возот Мечо има реклама од приватна фирма и кога оствари состанок, како оствари состанок, дали има записник од состанокот, ама директорот уште што не ни рече кој сте вие, што ме прашуват. Така да, очигледно дека директорот не ги знае законите и процедурите и не смета дека треба да одговара пред Советот на општина Битола, кој е највисок орган, и затоа ние мислиме дека градоначалникот треба да ја прифати нашата иницијатива и дека треба да го разреши директорот на јавното предпријатие Паркинзи. Благодарам. Ако може да седнам, Бојковски. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Павеле Георгиевски. Благодарам, почитувана претседателке, почитувани колеги, почитувана битолска јавност, почитувани граѓани. Ова е уште една седница од низата од 3 седници после неделовничкото постапување на 26-та седница, прекин на седницата, знаете, на 27-та седница надвор од закон и надвор од деловник СДСМ и некое ново гласачко мнозинство тука во Советот, исто надвор од процедури без надлежност на Советот постави точки на дневен ред за разрешување на управните одбори во јавните предпријатија. И сега еве на оваа 28 седница продолжува фарсата во режија на советничката група на СДСМ, поддржана од останатите две советнички групи, на прекршување на законите. Иницијатива до градоначалникот на општина Битола за разрешување на директорот на јавното предпријатие Паркинз. Значи ова не е само што не е во надлежност на Советот, туку е и веќе прашање на докаде одат овие советници што ја ставаат оваа точка на дневен ред, како го чувствуваат Советот, нивната функција како советници избрани, дали имаат обзир кон заклетвата што ја дале овде како советници на првата конститутивна седница, каде што секој од нас кажа дека ќе работи во согласност со законите во Република Македонија. Сметам дека овде сите имаме одговорност пред граѓаните и вакви точки, еве, ако беше предходната и оваа сега, да заврши тука. Член 36 од Законот за локална самоуправа, надлежности на Советот. Советот, под 1, го донесува статутот на општината и други прописи. Под 2, донесува буџет на општината и годишната сметка. Под 3, ја утврдува висината на сопствените извори и приходи за финансирање на општината. Под број 4, основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор на нивната работа. 5, именува членови управните одбори на јавните служби. 6, усвојува програми за работа. 7, ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка. И така натаму, меѓутоа, ваков законски основ за разрешување на директор Советот нема. Или се повикале на точка број 15, врши и други работи утврдени со закон. Иницијативата поднесена од СДСМ, поддржана од останатите 5 советници, во ниту еден дел не кажа врз основа на кој член од кој закон се повикуваат за оваа точка да биде ставена на дневен ред. И ако прејудицирам,
на некоја наредна седница би можеле овде сите да се доведиме во ситуација некој од советничката група на СДСМ незадоволен, еве, на пример, од работата на некој вработен во општина Битола, раководител на оделение, раководител на сектор, незадоволен од работата, може да речи: поднесувам иницијатива за отказ на вработениот раководител на сектор тој и тој поради невршење на работните обврски. Иницијатива до граначалникот. Значи, до тоа ниво го сведивте Советот. Надлежностите на Советот не ни дозволуваат да имаме ние ваква иницијатива. Исто како и претходната, меѓутоа не би навлегувал, кажав, на комисија. Од сега натаму, сметам дека сите ќе се издигнеме на едно повисоко ниво и доколку ни треба помош од било која институција, замолувам и од претседателката на Советот да се обратиме. Има инспекторат за локална самоуправа, има Државен завод за ревизија, има повисоки инстанци во државата, па ако не, овде сите да се согласиме дека ни треба нас еден мониторинг на работата на Советот и повеќе вакви иницијативи, точки, одлуки што се небулозни, што не се согласно законите, да не се доведуваме да дојдеме на дневен ред, да дојдат на дневен ред, а уште помалку па да влеземе во дискусија и да ги коментираме. Значи, за овие иницијативи, точки, си има јавност, си има медиуми, си има како се бара оставка на политички начин. Значи, работата на Советот не сме да ја се девалвира од ниту еден од нас. Од ниту еден. Има закони, да тераме по законите. Ако не, да побараме помош. Благодарам. Почитувани колеги, кои сакате да го викнеме, од која сакат институција да викнеме, поќе никој не ви поможува. Зацапани сте до тука. Не знам како дишите поќе. Пробавте на правен и не знам каков начин. Жал ми е, ама вие го доведовте градоначалникот да денес тој добие кривична пријава. Вие го доведовте директорот, од му викате на паркинзи 100%, сигурен сум. Најубав си, најдобар си, го штипкате, убеден сум во тоа. Абе, вие треба да го искарате. Вие треба да го искарате. Посем она некни, тој што овде сакаше да солира дека е голем директор, од ВМРО дојден, вие требаше да го искарате и вие да покрените некаква можеби постапка или вие да побарате правно да се решат некои работи, а не да го браните. Не може да браните нешто што не се брани. И да сакате да извртувате дека ние тука кршиме некакви процеси и процедури. Не кршиме никакви процеси и процедури. Ние не го разрешуваме директорот. Ние бараме од тој што го поставува, тој е градоначалникот, да го разреши. Оти не мене, него го срами. Него го срами и вас партија да ви ја срами. Вие ако бевте демократска партија, вие требаше ова овде што го имате богатство од ова конструктивна опозиција да го поддржите и да не прашвате, абе како ги правите некои работи, дајте помогнете ни. Сами се пикате во калта. Ова иницијатива денес за разрешување на директорот е дојдена од страна на СДСМ и коалицијата, а поддржана и од останатите советнички групи. Иницијативата за разрешување на управните одбори и поставување на граѓански управни одбори, бидејќи тоа е спас, е од СДСМ и коалицијата. Ние немаме кој друг механизам осем јавно и транспарентно да ги изложиме состојбите во јавните предпријатија. Тука зборав јас многу пати дека јавните предпријатија во Битола се во катастрофална состојба и дека ќе се случи тоа што се случи. Зато предложивме смена на управните одбори и зато ќе дојде истото. Директорот тој е загубар. Директорот тој си прави што сака со предпријатието, не е негово и не е на партијата, е на граѓаните, тоест на Советот.
И зато ние ја предлагаме ова иницијатива. Уште колку сака време да го држи градоначалникот да биде директор, кажете му, декласиране, како управните одбори, така и тој. Набрзо ќе дојде времето кога се смена работите. Како што се смена работите во овај совет, со цврстата рака и цврстата тупаница на СДСМ и коалицијата, ние тука година и пол овие факти, докази и аргументи ги искажваме, ама денес излегуваат на виделина. И мило ми е што некои субјекти почнуваат полека да се свестуваат дека ние сме во право и дека упорно кажуваме дека се распарчува имотот на граѓаните, се распарчуваат јавните предпријатија, како во случајот со Паркинзи. Демократија вика одговорност. Одговорност од ова поголема транспарентност и одговорност пред граѓаните нема, не постои. Ние вчера најавивме на пресконференција. Ние не извајавме џокер од ракавот, а денес тука да побараме смена директор. Вчера ви кажавме, 24 часа имавте да размислувате. Ама не можете до таму да видите. Значи не може до таму и тука има едно дрво и од дрво вие не можете да видите шумата. Сабајле требаше градоначалникот него да го разреши. И нас седа ни падни во вода и тој да биде поголем од нас, од сите овде во салата. Ама не може, оти вие го држите за вратот. Остајте го човекот, нека си ја работи работата, ако знае да си ја работи, немој да огушите. Процеси, процедури и така натаму. Никој не е будала. Никој не е будала и никој не е неискусен. Сите зад себе имаме пријатели, правници, имаме друго искуство од бивши советници, искуство во совет, така натаму. Никој не е будала, зацапа во нешто во кој не сакаме на никој тука да несиме штета. Јас нити го знам, нити го сакам, нити го мразам директорот. Го запознав прв пат во животот кога е тука пред неколку месеци. И напротив ми изгледаше некаков прогресивен лик. Јас почитувам такви луѓе кои се прогресивни. Ама изгледа, кажете му дека енергијата на погрешно место ја троши. Во лични преговори, разговори. Такви лични преговори, разговори поќе нема да врват тука. Има тука правила и прописи. Основач на предпријатијата е Советот на општина Битола. И Советот на општина Битола допрва ќе носи вакви и уште поголеми одлуки. Затоа што така носи редот пред граѓаните. Ова е демократска институција во која се искажуваат реалните состојби, не се клават под тепих и под маса. И затоа се сменуваат процесите и добро е што почнуваат и останатите советнички групи во овој совет да се свестуваат дека она што го говореше СДСМ година дена, дека е реалност и дека главната карика во овој совет, моќта на овој совет, моќта на граѓаните и демократијата е СДСМ и коалицијата. Ви благодарам.